Добар ден и добродовте во уште едно видео на Формула 1 на македонски. Рано утрово Скудерија Алфа Таури ја презентираше новата шема на бои и својот нов болид за надпреварачката 2021 сезона по техничка ознака АТ-02, кој ќе биде управуван од Пиер Гасли, ланскиот победник на Монца и дебитантот во Формула 1 Јуки Цуонда, дете на Хонда, еден млад и мошне брз возач кој гравитира од Формула 2 серијата кон Формула 1, би рекле еден гест на Хонда во нивната последна официјална надпреварувачка сезона како производител на мотори во Формула 1. Знаеме, после оваа сезона тие се повлекуваат, а Red Bull и Алфа Таури ќе продолжат да ја користат таа моторна единица и да ја модифицираат во однос на болидот, со оглед дека имаме стабилност во самите правила. Оние токени кои беа прикажани од ФИА за употреба на тимовите за промена на шасијата, односно на болидот, беа искористени за да се надополни оној дел во кој правилата се и најпроменети, за да се надополни загубата на потисната сила и да се подобри самиот водушен проток на самиот болид, така да се анулира на еден начин оној феномен кој ќе се содаде со скратениот под. Тимскиот шеф Франц Тост изјави дека очекува повторно тимот да биде во борба за средишнината од табелата, да биде во борба за бодови и очекува младото дуо Пиер Гасли и дебитантот Јуки Цуонда да придонесат до уште една одлична сезона за Алфа Таури, која ќе ги припреми за почетокот на новите правила од следната 2022 надпреварувачка сезона. Што се однесува до шемата на бој, морам да признам дека ланската конфигурација ми се допаѓаше повеќе. Оваа многу ме потсеќа на Вилијамс од пред 10 години, меѓутоа тоа е личен вкус, лични преференции. Би сакал да ги слушнам и вашите коментари. Може ли Алфа Таури повторно до победа со Пиер Гасли или со дебитантот во своите водачки редови? Ќе биде ли сериозна конкуренција на тимовите како Хас, како Алфа Ромео, како Астон Мартин, како Мекларен, како Ферари, ќе успели да се вмеша во борба за пласман на високи позиции? Ќе видиме, наскоро започнуваат пресезонските тестирања и ќе имаме појасна слика многу повеќе тогаш. Како и секогаш ви благодарам што го следите канал Формула 1 на македонски. Лайк, шер, сабскрајб и се гледаме во некое следно видео, на некое следно откривање на нов болид. Поздрав!